Државната изборна комисија синоќа соопшти дека во текот на денот имало одредени технички проблеми со апликацијата за проверка на граѓаните во избирачкиот список, откако извесен број граѓани се пожалија дека нивните имиња ги нема во списокот, но дека таа сега е достапна. За денеска најавија достапност и на апликацијата за проверка на податоците за лицата кои ќе гласаат во странство. Председателот на ДИК Чичаковски денеска за Нова изјави дека не знае што се случува и дека подоцна ќе излезат со информации. МВР се очекува денеска да објави официјална информација по медиумските написи дека синоќа пред амбасадата на САД во Скопје било оставено паркирано возило застава пикап, на кое со опрема на обезбедувањето на амбасадата било утврдено дека е позитивно на експлозив. Според овдешните медиуми, одделот за антитероризам со своја опрема го пребарал и проверил возилото и откако во него не е најден експлозив, однесено е на дополнителни испитувања, а околу амбасадата е поставено дополнително обезбедување. Францускиот премиер Мануел Валс денеска поднесе оставка, на негово место именуван Бернар Казнев, досегашен министер за внатрешни работи. Валс вчера објави дека ќе се кандидира на престојните претседателски избори во Франција и дека поради тоа ќе поднесе оставка како премиер. Казнев на оваа функција ќе биде до парламентарните избори во јуни следната година. Претседателските избори во Франција се планирани за